Да, се враќаме во студиото со нашите гости, имаме уште 5 минути до крајот. Јордановска, еве дојдовме до моментот, зборувавме за се, дали е спин начин да се одвлече внимание, дали не, но факт е дека Сашо Мјалков и Орце Камчев и редица на други високо профилирани личности се во притвор во Шутка. Мислите ли дека ќе останат таму сега следуваат жалбите, дали ќе останат овие 30 дена и најважно дали ќе останат и после 30 дена, дали ќе им биде продолжен притвор, дали ќе видиме процесуирање на овие случаи или некако за некое време ќе ги видиме надвор и тоа ќе продолжи да се тече така. Да, очигледно сега има задкулисни игри кои што не ги знаеме и најверојатно нема ни да ги знаеме во достижен период. Мислам дека целото ова ќе се отплетка дури за некој може би 5-6 години, што се случува во меѓувреме. Мене во моментов ми личи дека се преземаат чекори од ден за ден, затоа што мислам дека постои некоја затекнатост од сите овие случувања и кај власта и кај судот и дека сега се преземаат чекори буквално степ бај степ, што се вика, преку ноќ. Меѓутоа, со оглед на тоа што гледавме криминал, организиран криминал, сериозен криминал, многу долго време гледавме сестрински поврзани компании, гледавме милиони евра како излегуваат од државата, гледавме како Бермудите и не знам Сешелите се јавуваат како најголеми инвеститори потоа во Македонија и тоа не беше знак за ниту една институција дека се влеваат црни пари во Македонија и дека на големо се перат пари. И сега да, имаме ситуација кога најмоćните луѓе во Македонија се во притвор. Јас искрено се надевам дека ова ќе има некаква завршница, бидејќи тоа им се должи на македонските граѓани пред се. Бидејќи во Македонија со години веќе одредени семејства, тоа се 5-6 семејства го држат бизнисот, тоа се најголемите тајкуни кои што меѓу себе ги имаат поврзано сите фирми и имаат акции во голем број фирми и тоа факт е дека може да донеси штета и на економијата, меѓутоа треба да се расчисти. Со тоа треба да дочекаме да видиме разрешница на овие случаи, така што јас се надевам дека има чисти намери и кај судот, и кај специјалното јавно обвинителство, и кај власта да расчистат со овие моќници, а да не видиме дека ова е само маскирање да се покаже дека ете нешто се прави, а потоа повторно ги видиме на слобода и наеднаш тие предмети да завршат во филка и да ние да продолжиме да пишуваме и да истражуваме во празно. Така што во секој случај македонските граѓани заслужуваат да видат завршница на ова и заслужуваат да ја видат вистината и да видат дека парите кои што се перени внесувани во Македонија дека тоа се пари и на научните обврзници. Тоа е многу важно да се напомена. И да видиме дали тој бројчаникот некогаш ќе проработи. Некогаш ќе проработи. Да, бидејќи се уште не работи. Тифи, мислам дека е прилично јасно дека сето ова што се случува, целава оваа драма во изминативе месеци е директно или индиректно поврзано со Преспанскиот договор, со македонското членство во НАТО и сето она што се случува. Имаше една анализа која не знам точно сега која направи, ја прочитав, која вели бегството на Груевски може да гурне и Преспанскиот договор поради серија на последователни реакции на реакции кои ќе се случат. Мислите ли вие дека сето ова може да влијае и дали во јануари ќе го видиме и тоа конечното двотретинско гласање кога треба да се заклучат работите кај нас? Две поенти има тука. Прво, мислам дека повеќе од бегството на Груевски апсентот на Мјалков може да го загрози Преспанскиот договор и мислам дека ова е еден потек кој што допрва треба да видиме како ќе се развие, бидејќи по мене во овој момент малку е непромислено на отприлика месец дена пред гласањето во собрание и пратениците кои на некој начин беа обвинети, бидејќи беа обвинети, односно изнесени имињата јавно, сигурно има дел од вистината дека поедини пратеници беа под директно влијание на Мјалков, за разлика од Груевски, кој беше на ставот дека не треба да се прифати и не гласаше за уставните измени, меѓутоа избега, додека Мјалков беше спомнат како клучен во обезбедувањето на 8 гласови од страна на ВМРО за измените.
сега постои ризикот при следното гласање за усвојување на уставните измени, тоа квалификувано мнозинство да не се обезбеди. Тоа е стравот и тоа мислам дека треба да биде последна опција за Македонија. Значи, таа е најлошата опција. Ако се случи да сега не се обезбедат потребните гласови за да се прифати договорот. Втората поента, апропо оваа, е, и јас во повеќе наврати сум кажал и во јавност, дека несрекна околност е што ВМРО не смогна сили во моментите кога се одвива разговорите и преговорите со грчката страна да даде поддршка на преспанскиот процес и да даде поддршка на договорот. Со тоа ќе се избегнаа сите овие непријатности сега, кои што не само по едната или другата партија, туку се случуваат по интересот на Македонија, односно тоа што постојано сме нотирани како држава која што има проблем со владењето на правото и функционирањето на институциите на правниот систем, сега треба пак да навлеземе во истиот магичен круг, да бараме помош од луѓе кои што се или обвинети или осудени. Тоа е жалостната околност, да беше ВМРО како партија да ги поддржаше овие уставни измени, односно да го поддржаше договорот со Грција, немаше да има вакви непријатности. Многу полесно ќе беше за институциите да инсистираат и да се обезбеди тоа владење на правото и секој да си одговараше за своите дела, а да не се прави политичко пазарење за сметка на владењето на правото да се стигне до посокуваната цел. Меѓутоа, апсолутно неоспорен е фактот дека во моментот Македонија се соочува со најбитниот крстопат и одлука од своето постоење. Мислам дека овој момент сега, кој што треба да го преброди државата, е побитен и од моментот на војниот конфликт во 2001, бидејќи сега се одлучува за иднината на Македонија. Беше преска спомнато дека постојано Македонија е предмет и објект на разни замешателства од разни разузнавачки структури, кои што евидентирано се активни на теренот, тоа до толку повеќе што нашите служби не се доволно добро реформирани и пак таа забелешка стои секаде дека следува и како потребна реформа. Некој спомна дека и во случајот со безбедносните структури и собранието, односно комисијата која што е задолжена за нагледување на разузнавачките структури, има конфликт на интерес поради исто презиме кој што се наоѓа во едната страна во комисијата за нагледување, друга страна како заменик директор на еден од македонските куриозитети. Не истече времето. Почитувани гости, ви благодарам на сите за учеството во емисијата. Вие, почитувани гледачи, гледавте уште една анализа на телевизија 24 посветена на бегството на Груевски и на последните апсења во македонската јавност. Ви благодариме на вниманието и останете со програмата на телевизија 24.